Во Грција во 1893 година е завршен Коринскиот канал. Во 1897 година започнува Грчко-турската војна во која Грција е поразена. Со мајскиот пуч во 1903 во Србија е направен атентат на кралот Александар Обреновиќ, зад кој стои организацијата Црна рака. На власт доаѓа Петар I од династијата Караѓорđević. Во 1894 е роден бугарскиот престолонаследник принцот Борис III, кој што подосна ќе стане бугарски цар. Во 1894 се случи катастрофален земјотрес во Истанбул. Македонија кон крајот на 19. век се наоѓала под отоманско владење. Таа била земјата која што меѓу првите ќе занеме под азискиот хамшик, а меѓу последните ќе го изговори зборот слобода. Генерации македонци ги положија своите животи за слободата на својата татковина, но попусто свирепиот султан е поврел и од оганот. Приказната за Македонија почнувала од Босфорот и завршувала таму, во ќелиите и влажните визби натопени со крвта на македонските херои. Но, како одминувало времето, се раѓале нови генерации, нови идеи, нови поделби, додека балканските држави ги пуштале своите краци на султанско тло, болниот од Босфорот почнувал да старее. При крајот на 19. век, европска Турција живееше на стаклена калдерма, разнишана и подкршена од долгите и исцрпувачки војни. Последниот бастион беше Македонија. Оттаму Турција ги бранеше границите на своето владење. Под налетот на соседните млади и нови држави, турците ја поделија Македонија на 3 вилаети – Солунски, Битолски и Скопски. Целиот воен апарат беше наталожен во земјата на македонците, кои под маската на земјоделци и сточари ги криеја лицата на прекалени револуционери. Токму во ова време ќе се изроди генерација храбри мажи кои ќе го развијат бајракот на долго посакуваната слобода. Оваа генерација ќе биде сведок на падот на еден стар поредок и зачеток на нов, кој што таа ќе го основа, а во името на револуцијата, нивниот идеал, со срце, со пушка и со перо, ќе навести дека не е лесно да се живее по смртта. Во последната деценија на 19. век во Македонија започнала засилена револуционерна активност со центар во Солун. Летото 1891 година во Битола Дамјан Груев покренал акција за конспиративно организирање. Во 1892 година Иван Хаџи Николов во Солун размислува за создавање тајна македонска револуционерна организација. Кога Груев се вратил во Солун, дошло до поврзување на македонските интелектуалци. Тие формирале револуционерна група и одлучиле да создадат тајна револуционерна организација која што ќе го организира, ќе го подготви и ќе го предводи македонскиот народ во борбата за ослободување и за создавање самостојна држава Македонија. Тогаш пред нив се поставило прашањето за авторитетен, компетентен предводник лидер. Нивниот избор бил Гоце Делчев, кој во тоа време бил питомец на военото училиште. Гоце Делчев е човек кој што одиграл круцијално значење при воспоставувањето на организацијските канали кон Бугарија, а тие и се потребни на организацијата за да може оттаму да се врши и легална достава на весници, литература и се разбира најмногоце оружје. Тој е човекот кој што имаше и прво воено-стратегиско искуство. Тој беше школуван човек. Второ, со сите оние карактеристики негови, тој практично беше роден лидер, да биде или, како викаме, водач, кој што можеше да се наметне со својот авторитет. На нивната средба на Гоце Делчев му била представена идејата за создавање тајна македонска револуционерна организација. Делчев ја примил со воодушевување и се обврзал по завршувањето на военото училиште да се врати во Македонија за да се посвети на македонското револуционерно ослободително дело.
На 23 октомври по стариот календар се состанале видните македонски интелектуалци: Дамјан Груев од село Смилево Битолско, професор Петар Поп-Арсов од село Богомила Велешко, професор Христо Батамџиев од село Гуменџе Ениџе Вардарско, професор доктор Христо Татарчев од Ресен, лекар, и Иван Хаджи Николов од Кукуш, и ја основале Македонската револуционерна организација. На основачкиот состанок ги определиле карактерот и целите, а ги утврдиле и основните принципи и стратегијата за действување на организацијата. Прво, Македонската револуционерна организација да действува на целата територија на Македонија, во нејзините природни и историски граници. Второ, организацијата да биде револуционерна, конспиративна. Трето, да биде самостојна и независна. Во организацијата да се примаат само лица родени во Македонија и кои живееле во Македонија без разлика на нивната народност и вера. Четврто, кај македонскиот народ да буди сознание за самозаштита, револуционерната идеја да ја шири усно и преку печат и да го подготви народот за оружено востание со сопствени сили да се бори и избори за свое ослободување и создавање самостојна држава. При утврдување на целта, основачите на организацијата се раководеле според меѓународната положба на Македонија. Го зеле предвид и ставот на европските големи сили и непријателското обкружување од агресивните соседни држави. Се определиле за остварување потполна политичка автономија на Македонија како етапа кон создавање самостојна и независна држава. Шесте големи сили по Берлинскиот договор, односно Конгрес, воспостави еден поредок на Балканот и тој поредок сакаа по секоја цена да го зачуваат, затоа што не беа подготвени на тој регион од посебно значење стратегиско за ним, за сите ним поединечно, но и колективно. Затоа тие наставија по секоја цена да се држи Македонија во составот на Смолевскиот држава. Со создавањето на организацијата, која што според доктор Христо Татарчев го носела името Македонска револуционерна организација, а комитетот Централен македонски револуционерен комитет, почнала новата епоха во поновата историја на Македонија. Ова е историски настан кој како патоказ трајно ја предодредил иднината на македонскиот народ како државотворен народ. На состанокот одржан на почетокот на јануари 1894 година во Солун бил усвоен уставот на организацијата подготвен од Петар Поп-Арсов. По усвојувањето на уставот се конституирал Централниот комитет со председател доктор Христо Татарчев, а за секретар бил избран Дамјан Груев. Централниот комитет веднаш започнал со издавање револуционерен вестник Востаник кој го уредувал Груев. До средината на 1894 година револуционерната организација била проширена во поголемите градови. Летото 1894 година од 27 до 29 август во Ресен се одржало тридневно советување на раководството на Централниот комитет со видни членови на организацијата. Советувањето било одржано за време на осветувањето на ново изградената црква Свети Кирил и Методий. Биде донесени приоритетните одлуки. Да се воспостави функционална организацијска структура со формирање на 3 револуционерни окрузи – Солунски, Битолски и Скопски, со окружни комитети раководени од лица со потребен авторитет. Финансирањето да се врши од членовите и придонеси од поддржувачи на револуционерното ослободително дело, да се засили пропагирањето на револуционерната идеја со создавање на нови весници и револуционерна литература. При крајот на 1894 година бил усвоен правилник на организацијата со кој било воспоставено демократско, централизирано уредување со примена на изборниот принцип, избирање на раководните личности и членовите на органите и телата. По ресенското советување почнале да се издаваат и револуционерните вестници Бунтовник и На оружје. Есента 1894 година на организацијата и се приклучиле Гоце Делчев, Перетошев, Христо Матов и Ѓорче Петров.
За кратко време, организацијата постигнала голем подем. До средината на 1895 година таа се проширила на целата територија на Македонија, вклучувајќи ги и македонските села. Организацијата воспоставила целосна структура на органи, окружни, околински, градски и селски комитети. Со уставот на организацијата се воспоставила сувереност на организационата територија под девизата Македонија на македонците. Македонската револуционерна организација била и останува тајна, но не и за Бугарија, за која била само внатрешна револуционерна организација која бугарите сакале да ја употребат за постигнување на нивната државна политика. Поне цела година од конституирањето на Централниот комитет, Бугарија ја утврдила својата стратегија за действување против организацијата во Македонија. И тоа со создавање паралелна организација од многобројната македонска емиграција во Бугарија, чиешто раководство во Софија ќе се наметне како врховно раководство. Создавањето на таквата организација требало да го наметне обединувањето на двете организации и да го преземе раководењето со македонските работи. Оваа организација си поставила за своја цел извојување на политичка автономија на Македонија, приложена и гарантирана од големите сили. Така е впишено во нивниот статут. Методите и начините до кои што треба се стигне за тоа се различни. И сето тоа е вред, доколку нема позадина. Меѓутоа, овде имаме голема позадина, а тоа е поддршката од бугарските политички кругови за оваа акција на самиот комитет. Врховниот комитет се стави во служба на бугарската државна политика и бугарска државна политика сметаше преку тој комитет дека ќе превземе раководењето со македонската револуционерна организацијата во Македонија и полека ќе ја моделира, ќе ја прилагодува на потребите и интереси на бугарска државна политика. Во декември истата година, во Софискиот комитет влегле активни и резервни офицери на бугарската војска под председателство на генералот Даниил Николаев, со што Софискиот комитет објавил дека го презема раководењето со македонското ослободително движење. Водечките личности на организацијата на состанокот одржан во Солун летото 1895 година договориле да се преземат мерки за запирање на надворешното посегање по организацијата. Гоце Делчев отпатувал во Софија со задача да спречи секакво надворешно мешање во работите на внатрешната револуционерна организација во Македонија. Со определување на свој задграничен представник, а веднаш потоа и со представништво, внатрешната македонска револуционерна организација ја демонстрирала својата самостојност и независност. Организацијата презема мерки за спречување на надворешното мешање. Во февруари 1896 година во Софија Делчев се состанал со генералот Николаев. Го предупредил дека револуционерната организација во Македонија била и останува самостојна и независна, единствен легитимен представник на Македонија и дека нема да дозволи мешање во внатрешните работи. Софискиот комитет, инструиран и поддржуван од владата на Бугарија, започнал да префрлува вооружени чети во Македонија и со атентати да провоцира засилување на теророт на властите на османлиската држава над македонското население, со што требало да се парализира дејноста на внатрешната револуционерна организација. Во летото 1895 година од територијата на Бугарија била преземена провокативна четничка акција во Горноџумајско и во Мелничко. Тие на војнички план доживеа катастрофа во Османската империја, бидејќи на османските власти им беше познато дека навлегуваат чети од Бугарија во Македонија, па затоа ги пресретнаа уште по патиштата. Единствен нешто поголем успех постигнал одредот на Борис Сарафов, кој што успеал неколку часови да влезе и да се задржи во градчето Мелник. Го запалиле затворот, ги пуштиле политичките затвореници и веднаш потоа и тие се повлекле назад. Оваа провокација, овој настан и овој успех на Сарафов во Мелник подосна послужил како аргумент за да се оправда срамот и неуспехот на останатите дружини кои што навлегле во Македонија и затоа е наречена
Мелничко востание. На 19 февруари 1897 година Бугарија и Србија потпишале тајна спогодба за меѓусебно толерирање на пропагандната дејност во Македонија. Во истото време, бугарската влада почнала да презема конкретни мерки против внатрешната револуционерна организација. Бугарската екзархија и Софискиот комитет по налог од бугарската влада со активно учество на подполковникот Анастас Јанков, кој што бил доверливо лице и личен пријател на бугарскиот кнез Фердинанд, организирале формирање на тајно бугарско револуционерно братство внатре во Македонија. Братството било формирано во март 1897 година во Солун под раководство на бугаринот Иван Гарванов. Во него влегле проекзархистички определени македонци. За финансирање на тајното братство и за негово јавно дејствување, во ноември, бугарскиот трговски агент во Солун формирал легално бугарско добротворно братство Милосрдие, во кое членувале сите припадници на тајното братство. Тајното бугарско братство добило задача да ги преземе позициите на револуционерната организација и да се присили да го прифати Врховниот комитет за врховно раководство, а ако тоа не успеало, да го преземе раководењето со организацијата со инфилтрирање во неа. Кога сето тоа не успеваше, беше формирана, се обидува да формира натре паралелна организација. Тоа Бугарското револуционерно братство во Солун. Начело со Гарванов, бугарин, етнички бугарин кој што дојде, беше пратен со таква мисија во Македонија. И тој формира едно јадро во Солун, меѓутоа успеа и во внатрешноста, подржувано од дипломатското представништво, од екзархијата, дури во внатрешноста на Македонија во поедини места да се формираат нивни, така речеме, филијали или групи. За намалување на незината отпорност, братството започнало со разоткривање на мрежата на организацијата и со елиминирање на незините водечки личности. Тоа стана многу опасно за револуционерна организација, додека однадвор се дејствуваше, многу полесно се спречуваше, а сега кога внатре се појави, тогаш се постави прашањето за односот. На неколкуте советување на Централниот комитет дури се завзеде став да се за пресметка со оним за нивна ликвидација. Меѓутоа, за да не дојде да се предизвика внатрешни судри во Македонија, оние што, да речеме, поумерените составовите во револуционерниот во Централниот комитет завзела став дека треба да се постигне договор, односно тие да се интегрираат во организација. Во септември 1899 година Иван Гарванов, по инструкција од Софија, на председателот на Централниот комитет Христо Татарчев му предложил да го распушти братството, под услов неговите членови да влезат во организацијата. Татарчев дал согласност, поддржан од Иван Хаджи Николов. Братството се расформирало. Гарванов бил кооптиран во Солунскиот окружен комитет, што подоцна се покажало како фатален превид на Татарчев. Одлуката да се вклучат Гарванов и неговите привреди организацијата, нели Ѓорче го дефинира како пуштање на волкот во трлото на овците. И тоа имаше она пресудно понатаму за развојот на состојбите во Македонија. Дејноста на организацијата продолжила и се одвивала во најстрога тајност. Секој незин припадник бил должен да се придржува на пропишаните мерки за конспиративност при подготвување и изведување на секоја акција. За обезбедување на конспиративноста на внатрешните врски биле воспоставени курирска служба и тајна пошта. Одлуките и наредбите на повисоките органи, извештаите, писмата и другите доверливи материјали биле пренесувани преку тајни канали од курири, одбрани лица, подготвени да издржат и најжестоко мачење, па и да го жртвуваат својот живот. Тоа е посведочено со настанот од 19. април 1896 година во Битола, кога Доне Стојанов при пренесувањето бомби бил откриен. Откривањето е сосема случајно. Нео го направиле колџиите од режијата за тутун, барајќи илегално шверцување на тутун во товарот на Доне, всушност откриле бомби.
доне затворен, меѓутоа и покрај сета тортура што е спроведена над него, тој не признал ништо и власта не успеала да открие буквално ништо, иако биле спроведени опсежни истражни действија и во Битола и во Штип. Како резултат од оваа афера, ние имаме всушност еден позитивен настан, кој што придонел за афирмација на издржливоста на луѓето членови на организацијата. За зачувување на тајноста, преписката била шифрирана. За документите од посебен доверив карактер со третман на апсолутно тајна, била употребувана шифрирана азбука, тајно писмо со хемиско невидливо мастило. За кореспонденција меѓу Централниот комитет и окружните комитети, за градовите и личностите биле определени псевдоними: Светагора за Солун, Ерусалим за Битола, Женева и Белград за Охрид, Цирих за Струга и други. Потоа Ахил за Гоце Делчев, Марко за Ѓорче Петров и други. Била извршена промена во политичката стратегија и било променето името на организацијата. Таа била преименувана во тајна Македонско-Одринска револуционерна организација. Со усвојување на уставот била воведена нова поделба на реони. Биле формирани 7 револуционерни окрузи: Солунски, Битолски, Скопски, Штипски, Струмички и Одрински, и била воспоставена целосна структура на органи: Конгрес, Централен комитет, окружни, околиски и местни револуционерни комитети. Организацијата кадровски станува помоćна и поголема со постепено формирање на своји оружени сили. Со уставот, окружните и околиските револуционерни комитети биле задолжени да формираат вооружени чети. Се поставува прашањето како наеднаш да се создадат тие чети, кои ќе бидат луѓето што ќе бидат врбувани во нив, кои се тие што ќе бидат поставени на чело на четите. Па во таа смисла се зема за пример четата на Михаил Апостолов Попето. Тој всушност во прво време добило властување од Централниот комитет и представува еден вид на четничка школа. Затоа многу често се користи терминот четничкиот институт. Во неговата чета биле испраќани помлади, поинтелигентни луѓе кои што со својата активност во меѓувреме биле компрометирани пред власта и не можат да обстојуват како легални членови на организацијата. Па истите тие се праќаат таму на обука известно време и откако ќе поминат таа обука, се испраќаат во други региони и самите тие потоа формираат чети. Биле преземени акции за систематско слабење на деградираниот режим на османлиската држава во Македонија. Со посебен правилник од 1900 година, составен од Гоце Делчев, било регулирано формирањето, намената, просторното разместување по реони, како и употребата, начинот на действувањето на вооружените чети, нивното раководење и дисциплината. Што е најзначајно, имаше полна, така да рече, единство во действувањето меѓу вооружените сили и политичките органи, односно комитетите, окружните и други. Покрај војводата во четата се определува официјално и секретар, кој што обично бил учител или некој незавршен студент, во секој случај станува збор за поинтелигентни луѓе, кои што требало да вршат и агитација. Така што овие чети сега почнува да се движат во селата, не само како вооружена сила, но истите го едуцираат населението, ја афирмираат идејата на организацијата, потребата од слобода, но од друга страна истите и казнуваат одредени престапници од самата организација, а уште повеќе вршат ликвидации на одредени престапници на власта, кои што вршеле злоупотреби или спроведувале некакво насилство врз организацијата. Имаше екзекутивни органи или чети кои што имаа задача да ги извршуваат судските пресуди, се разбира, за оние што се огрешили од делото или што извршиле предавство или соработка со непријател и така натаму. Вооружените сили влегувала и селската милиција, реонската и местната милиција на селото, со што се создавал специфичен систем на масовни вооружени формации. Селската милиција ја представувале организирани селани со оружје кои ги извршувале секојдневните работи, како и останатото селско население. Таа се активирала по потреба,
да го заштитува населението во районот, да действува со помош на постојаните вооружени чети, приливните борбени акции, да го обезбедува населението и населеното место и објектот во кој се одржувале политичките собири, состаноци, советувања или конгреси. Од едноставна причина што селското население, кое што е масовно во Македонија, мора да признаеме дека во тој период, речиси 80% од вкупното население живее на село, многу полесно ја восприма конкретната идеја. За нив, идејата за автономија и сето онаа друго што било расправано на теоретско ниво е абстрактна идеја. Тие тешко ја воспримат. Меѓутоа, кога тие ќе почувствуваат дека во нивното село доаѓаат нивни луѓе, познаници, кои што се осмелиле да се спротистават на власта и шетаат со оружје и се спротиставуваат на власта, тогаш веќе ослободителната идеја за нив добива конкретен материјален израз. И само така можеше да функционира и да се обезбеди цврстина на организацијата. Значи, гледајќи од овој аспект, има навистина на современа воена организација со целокупната структура што имаш и на политички план, се разбира, од Централниот комитет, преку окружни комитети, градски комитети, местни комитети, селски комитети. Таа е таа политичко-воена структура на организацијата. Најстрого се забранувало и се казнувало самоволието, како и преземањето самостојни акции за предизвикување бун што можел да доведе до предвремено востание. За грешки и престапи, за повреда на редот и дисциплината, за дезертерство биле изрекувани исти казни и за началникот, и за војводата, и за комитата. Најтешката смртна казна била предвидена и се изрекувала за издавање тајна со тешки последици за организацијата. Важно е да се каже дека има и, така да речеме, известителни органи и контраизвестителни кои имаат за задача такви организирани чети, тајни кои што го следеа не само непријател за да собираат информации каде како се распоредени армиските сили, полицијските и други, како се движа, кога ќе презема акција за гонење на четите и на така натаму, туку ги следеа и сопствените луѓе во организацијата, за да видат, заради тоа што често се случуваше предавство. И на тој начин, посебни судските органи ги излекува судските прашања. Гоце Делчев, творецот на воената организација наречена Четнички институт, раководел со организирањето, вооружувањето и опремувањето на вооружените сили во својство на врховен воен ревизор. Тој вршил распоредување на војводите, ги определувал реоните на движењето на четите. Организацијата забрзано се вооружувала. Окружните комитети организирале обезбедување на оружјето, револвери, пушки, муниција и експлозивни материјали. Тајни работилници за производство на куршуми, бомби и други борбени средства имало и во селата Дедино, Радовишко, Смрдеш, Костурско и во пограничното село Сабјар, Ќустендулско. Непосредно пред и за време на Илинденското востание били изработени и дрвени топови од трешово дрво во Кичевско, Охридско и во Крушево. Првиот истрел со топ бил извршен во село Дужегубица, Кичевско. За оружјето, опремата, материјалните резерви, храната, санитетските материјали и друго били изградени тајни складишта. Организацијата воспоставила паралелна управа, финансиска и судска власт. Преку своите органи ги штитела животот, имотот и честа на населението, загрозувани од представниците на државата, од арамиските банди и од насилниците. Она што е најбитно да се каже, може би како никаде на друго место, затоа што во сите соседни земји почетните револуционери ги финансира странски држави и странски фактори. Овде целокупното финансирање беше од народот, од македонскиот народ. Значи од базата. Тука немаше надворешни средства. И врз таа основа можеше да се изгради и така цврста организација и така силна воена структура на организација. Но со тек на времето, како се проширува дејноста на организацијата, значи се зголемуваат и незините финансиски потреби, па затоа уште во почеток е предвидено дека мора да постојат и други начини на финансирање, па во таа смисла е допуштено
дека организацијата може да се финансира и со доброволни прилози на луѓе, членови на организацијата, кои што се поимотни, значи тие да внесат известна сума во организацијата, или пак од луѓе кои што не се членови на организацијата, но се симпатизери на ослободителната идеја. За обезбедувањето на потребните средства, организацијата вовела прогресивно даночно задолжување според имотната состојба на домаќинствата, така наречен револуционерен данок. Вообичаено на таквите им се издава расписка, тоа е значи документ, потврда, со којто се потврдува дека внеле известна сума во касата на организацијата. За неизвршување на даночните обрски биле предвидени строги санкции. За ненавремено плаќање било предвидено двојно даночување, а за одбивањето на плаќањето и најстрога смртна казна. Средствата од глобите од паричните казни се користеле за купување оружје. Македонското население своите спорови ги решавало во судовите на организацијата. Незините органи ги решавали брачните спорови и бракоразводните дела кои биле во надлежност на црковните институции. Во граѓанските, имотни и други спорови, овие судови се наметнале како реална судска власт до тој степен што и муслиманите во споровите со македонци ги предпочитале судовите на ВМРО пред судовите на османлиската држава. Спроведувањето на одлуките на телата и судските решенија на револуционерните судови ги извршувале посебните органи. Во првата фаза специјални вооружени групи, а потоа територијалните чети и тајната извршна полиција. Организацијата реализирала и своја социјална политика. Управните тела во пракса ги спроведувале нормативните одредби за заштита и за помагање на сиромашните. Така се постапувало кога се определувале обврските на луѓето во македонските села и во градовите во облик на даноци и други давачки, како храна и облека за четите. Сите слоеви на македонскиот народ имале интерес за отфрлање на власта на османлиската држава и за создавање македонска држава. Организацијата прераснала во масовно народно ослободително движење. Била создадена македонска тајна држава во османлиската држава. На 21 јуни, 7 јули, по нов календар 1901 година, на Иван ден, во манастирот Света Петка, во село Велгошти, Охридско, при осветувањето и давањето благослов на чета на организацијата, свештеникот Анастас Темјанов рекол: Ја осветувам и ја благословувам воскреснатата Самуилова војска. Организацијата прогласила суверенитет и територијален интегритет на Македонија. Вооружените чети на Врховниот комитет од Софија биле прогонувани и враќани во Бугарија, давајќи на знаење дека организацијата е единствениот легитимен политички представник на Македонија и воен фактор што требало да се респектира. Од таа позиција, организацијата ги определила своите односи со соседните држави и со другите надворешни фактори, а со тоа и со својата надворешна политика. Надворешната политика ја спроведувала преку задграничните представништва во Софија од 28 декември 1895 година, во Атина од 1900 година и преку комитетот во Цариград и тајните кружоци на македонските студенти во Русија. До почетокот на 1903 година македонскиот народ идејно и морално бил подготвен за секакви жртви за ослободување и за создавање своја држава. Битолскиот владика на грчката Цариградска патријаршија на 20 јануари 1903 година известувал: Луѓето во Македонија се занесени од суетни надежи за скорешна независност во едно автономно кнежевство. Во предилинденскиот период најголемо значење и со најдалекусежни последици е Солунската провала, која што настанала во почетокот во јануари 1901 година. Поводот е банален. Неколку мина помлади активни членови од Централниот комитет престојувале во една гостилница и веројатно во една релаксирана атмосфера разговарале поопуштено за многу работи од ослободителното движење,
при што гостелничарот кој што бил грк го соопштил тоа на власта и започнува потрага по нив. Како последица на целата оваа провала се уапсени сите членови на Централниот комитет, меѓу кои Христо Татарчев, Иван Каджиниколов, Пере Тошев и Христо Матов. Практично немаше Централен комитет. Сите членови на Централниот комитет беа осудени и испратени на заточеништо, нели, во Мала Азија, и на тој начин практично беше извршен формален преврат во организација. Последен од нив на слобода останал Иван Каджиниколов, кој што во момент на очекување на соственото апсење ги предал шифрите, печатот и се друго во рацете на Иван Гарванов. И сега Гарванов си вклучи некои своји луѓе, неколку своји луѓе, за да го, така наречеме, комплетира, така да речеме, Централниот комитет. И веднаш првата задача му беше да ја реализира онаа стратегијата на надворешниот фактор. Да се донесе, да се издейства донесена одлука што побрзо се крене восстание. Во септември 1902 година Врховниот комитет одлучил да испровоцира восстание со цел да се ослаби револуционерната организација. На 23 септември добро вооружени чети предводени од офицери на бугарската војска под раководство на генералот Иван Цончев навлегле во Џумајско и објавиле восстание. Со оваа провокација беше нанесена значајна штета на македонското ослободително движење воопшто, затоа што со овие чети всушност беше саботирана идејата за масовно восстание, идеја за која што работеше македонската револуционерна организација. Освен тоа, со оваа провокација беа испровоцирани османските власти кои што спроведоа жестоки репресивни мерки во сите оние региони каде што дејствуваа врховистичките чети и беше спроведено масовно разоружување на населението. Од друга страна, со масовниот терор и репресалиите кои што ги спроведе власта во овие региони, беше демотивирано населението од тој крај. И уште повеќе мора да имаме во предвид дека од горно-џумајскиот регион, односно од североисточна Македонија во тој предел, нели, се појави голем бран на бегалци, некаде околу 2000 луѓе заминаа на територијата на Бугарија како бегалци. Се покажало невозможно македонскиот народ да се крене на восстание со акции организирани од Бугарија. Веднаш бил активиран планот Иван Гарванов со приврзаниците во Централниот комитет да наметне донесување одлука за восстание во пролета 1903 година со недоволно вооружениот народ. Требаше да се предизвика порано недоволно вооружен народот и подготвено восстание, за да се задуши брзо и ефикасно, да се деморализира народот, да се одложи на тој начин решање на македонското прашање, како македонско прашање, и да се наметнат како фактори Бугарија и другите соседни држави, значи, за неговото решавање. На Солунскиот конгрес од 2 до 4 јануари 1903 година, без учество на Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Јане Сандански и останатите револуционери, блиски на Делчевите идеи, Гарванов се повикал на уставот за општо восстание. Со пропагандното ветување оружје и војна помош од Бугарија и издействувал да се донесе решение за восстание во пролетта што предстоела. Со оглед на фактот што голем дел од учесниците на Конгресот малку ја познават вистинската состојба на теренот и малку време работеле реално на теренот, не дошло до некоја посериозна дискусија и анализирање на сите состојби во Македонија. Тие едноставно ги прифатиле аргументите на Гарванов дека состојбата е пријатна, благопријатна меѓународната положба, а опасноста од врховистите на вистина била реалност. Тоа е факт, бидејќи дури бил прикажан на Конгресот и еден таков повик од врховистите, па така тие едноставно гласале за восстание. И она уште по моје мислење многу по-лошо за самото восстание беше што Централниот комитет, таков како што беше, не е превзел одговорноста да раководи со организација, туку препушти секој од окружните комитети да одлучува кога ќе се крене и како ќе се води восстанието. Спротивно на она што беше централизирана, строго централизирана организација, масовно на теренот, добро екипирана, сега требаше, значи, на некој начин да се децентрализира
и да се разбие координацијата во водењето на оружените акции. За востание била крајно неповолна и внатрешната и меѓународната ситуација. Османлиската држава никаде не била војно ангажирана, а сите европски големи сили биле против нарушување на незиниот внатрешен поредок и на мирот во Македонија, а со тоа и на мирот на Балканот. Владата на Османлиската држава, која имала на располагање огромна редовна војска со модерно вооружување, стационирана во Македонија и во соседните области, потоа нередовна војска, башибозук и многобројно муслиманско население и одврзани раце да ја употреби сета своја сила, посакувала кревање масовно востание, заеднаш и за секогаш да се пресмета со Македонската револуционерна организација. Централниот комитет ги задолжил окружните комитети да ги интензивираат подготовки. Со тоа бил активиран целиот механизам на организацијата. Во јануари започнало масовно враќање на македонските студенти и печалвари. Веднаш потоа Гарванов со Врховниот комитет и со раководството на офицерските братства направил договор за учество на офицери на бугарската војска во востанието под знамето на ЦМОР. На јануарското советување во Софија, мнозинството се изјаснило против кремање востание. Нивната теза е дека со оглед на состојбите мора нешто да се превземе во Македонија, но тоа да не биде масовно востание, така како што мисли Централниот комитет, со вклучување на сето население, туку нивната теорија е да се засилат активностите на четите во Македонија, да се изведуваат што поголем број на диверзантски и терористички акции со рушење на мостови, тунели, железници и така натаму. Да добие карактер на герилско или, како велиме, партизанско војување, за да не се излажи на уништување целиот македонски народ. Или како што тоа Ѓорче Петров го наведува, го нарекува перманентно востание, без тоа официјално да биде објавено, без да биде вовлечено сето население во него. Гоце Делчев велеше дека кревањето на предвремено или неподготвено востание значи злочин спрема сопствениот народ, да го подложиш на масакрирање од страна на силите на Османлиската држава. Гоце Делчев заминал во Македонија. Груев само што се вратил во Солун од заточение. Гарванов го информирал за одлуката за востание и ја добил неговата согласност. Во Солун Делчев се состанал со Гарванов и со Груев, а потоа и одделно со Груев. За оваа средба ги имаме само зборобите од Даме Груев во неговите спомани, кој што вели дека Делчев главно приговарал дека Српскиот револуционерен округ не е доволно вооружен. И тука дојде до, може би, развидување, прв пат развидување меѓу Гоце Делчев и Даме Груев, затоа што Даме Груев остана на позицијата за кревање на востание, додека Гоце Делчев од тука заминуваше да се врати во Серскиот округ, од таму да действува, да се закажем беше конгрес, нели, во Либутуш планината, и мислеше да се мобилизира силите да добие подруг тек. А во исто време, од тука Даме Груев заминал за Смилево, каде што требало да се одржи конгрес, на кој што треба да се разреши прашањето за востание во Битолскиот револуционерен округ. Што значи, можеме да заклучиме дека од средбата помеѓу Груев и Делчев во Солун произлегла нивна спогодба за заеднички настап, секој во еден од окрузите каде што ќе се одржи конгрес и каде што ќе ги разрешат прашањата. Делчев се упатил во Серскиот револуционерен округ на окружниот конгрес закажан за 6 мај во Ловченската корија. Бил следен цело време. Тогаш бил активиран планот за негово ликвидирање. Пред пристигнувањето во селото Баница Серско, каде што го чекале Димитар Гуштинов и Михаил Чаков со своите чети, како и Димо Хаджидимов, османлиските армиски сили го блокирале селото. Во борбата на 4 мај 1903 година Делчев бил убиен. По ликвидацијата на Делчев повеќе не се поставувало прашањето дали ќе има востание, туку само кога ќе започне.